19-тото коло на првата македонска фудбалска лига понуди погодоци на сите надпревари. Најмногу имаше во Струмица, вкупно 7, Работнички со 3-4, славеше над Брејар и на тој начин тимот од Евар Мало можеби го факи последниот воз во трката за опстанок, бидејќи стигнало второто сезонско славие, а прво славие на гостински терен оваа сезона. Брејар останува без бодови од оваа коло во трката за опстанок и со тоа падна 2 позиции на табелата и сега е во бара зоната. Само еден гол го решен од преворот во Ѓорче, каде Тиквеш со минимални 0-1 славеше над Македонија Ѓорче Петро, со што сега тимот од Кавадарци излезе од бара зоната и е во зоната за директен опстанок. Арсими после двата пролетни порази очекувано го доби Шкупи со 0-3, со тоа дебитантот во фудбалската елита е во средината од табелата, односно 6 со 25 бодови. Вардар останува и натаму непоразен лидер, а тимот на Гоце Седолски има неверојатна победничка форма и ништо не го запира на патот кон титулата, а во рамки на 19-тото коло славеше со минимални 1-0 над Башкими. Шкендија се намачи во Кратово, каде го доби Силек со 1-2 и стигна до важни 3 бода во трката за одбрана на титулата, а пак мечот во Битоло беше единствениот без победник, откако Пелистер и Струго Тремелом одигра 1-1 и ги поделија бодовите. Вардар е на врвот и натаму со 51 бода, пак Шкенди е второ со 45 бодови, со 3 помалку е Струга која е трета. Силек се останови натаму четврто со 35 бодови, а пак Башкими е пети со 26 бодови. Арсими сега е шести со 25 бодови, Тиквеш е место подолу со 24 бодови на своето конто. Во бара зоната е Брејар од Струмица со 23 бодови како осма, а Битолски и Пелистер е девети со 20 бодови. Нема промени во зоната за директно испаѓање во втора лига. Таму е Македонија Ѓорче Петро со 19 бодови, Работнички е предпоследен со 10 бодови, а на дното е Шкупи со само 1 бод.